Кратки најави за денешниот дневник. Левица и СДСМ реагираат на намерата на локалната за продажба на градежно земјиште на Мауцкер и во поранешната касарна. Пецаков со одговор на реакциите: нема ништо скандалозно, програмата за располагање со градежно земјиште на територија на општината е законска обврска, а цената ја утврдува владата. Се бара место повеќе во Охридската градинка. Животот во Малесија пред 1 век низ фотографии. Приведен албански државјанин за шверц со Охридска белбица. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, во првата половина од денот, имавме претежно сончево време со локална облачност. Попладне услови за нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималната дневна температура 25 степени Целзиусови. Во среда над северна, централна и источна Европа ќе доминираат неколку одделни центри на поле на висок воздушен притисок, кои што во поголем дел од Европа ќе условуваат претежно сончево и релативно топло време. Локално во североисточна и југоисточна Европа, на Британските острови и на Пиринеите ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во северните предели на Балканскиот полуостров ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во останатите предели ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 21 до 33 степени. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Пообилни врнежи над 10 литри се очекуваат во попладневните и во вечерните часови. Минималните температури ќе се движат во интервал од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија ќе достигнат до 21, односно до 31 степен. УВ индексот ќе има вредност 5. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно, свежо и нестабилно време со врнежи од дожд и ветар. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во четврток умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд и максимални 26 степени. Во петок и сабота претежно сончево време со локална облачност и потопло со максимални 27, односно 29 степени Целзиусови. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Доктор Танжу Шашко, Dent in Aesthetics, вработува доктор стоматолог за работа во општа стоматологија. Работно време од 10 до 17 часот, од понеделник до петок. За сите останати услови јавете се на телефон 046 25 71 50 и 070 24 90 91.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Градоначалникот Кирил Пецаков на следната седница на Совет ќе се обиде по втор пат да протне точка за оттуѓување на градежно земјиште кај Мауцкер по цена од 1 евро по квадрат, реагираат од Левица. Од партијата го повикуваат градоначалникот на јавноста да ги објасни целите и мотивите на оваа, како што велат, скандалозна одлука. Воедно ги повикуваат советниците да се спротивстават на распродавањето на општински имот за ниски цени. На следната седница на Советот на Општина Охрид, закажана за во петок, една од точките на дневен ред е предлог програма за управување со градежно земјиште во сопственост на општината. Дел од оваа програма е и оттуѓување на градежно земјиште кај Мауцкер по цена од 1 евро по квадрат, информираат од Охридскиот огранок на Левица. Со вакви одлуки се поддржуваат локални моќници и нивните бизниси, кои често се финансиери на владеачките партии. Повикуваме градоначалникот Пецаков да излезе пред јавноста и да ги запознае граѓаните за целите и мотивите на оваа скандалозна одлука. Речи се и да не постои земјиште во сопственост на Република Македонија каде нема апетити од страна на урбанистичката мафија, со амин од надлежните за заштита на градот на УНЕСКО. Од Левица додаваат дека безредието, хаосот и узурпацијата на градежното земјиште во сопственост на Македонија на подрачјето на општина Охрид продолжува и после промената на локалната власт, со што, како што велат, паѓаат во вода ветувањата на градоначалникот дека ќе работи единствено за интересите на Охрид и охриѓани. Оваа скандалозна точка по втор пат се обидува градоначалникот Пецаков да ја протне на Совет, овој пат за време на одмори, кога граѓаните не ги следат тековните политички збиднувања. Во месец декември оваа точка првпат дојде на дневен ред, при што советничката од Левица Виолета Аврамовска јавно алармираше и истата беше тргната од дневен ред, потсетуваат од партијата. И останатите советници да се спротистават на распродавањето на општинскиот имот за ниски цени, апелираат од Левица. Со реакција на предлог програмата за располагање со градежно земјиште во државна сопственост на територија на општина Охрид се огласија и од СДСМ. Градоначалникот Пецаков по втор пат пред советниците на општина Охрид им предлага да усвојат програма со која ќе им дадат право и можност да се оттуги дел од градежното земјиште лоцирано во просторот на поранешната касарна, стои во соопштението. Програмите за располагање со градежно земјиште се носат врз основа на анализа и процена за долгорочен економски развој, а не врз основа на лични мотиви за расипничко однесување со јавниот имот. Паралелно со намерата за оттуѓување, оваа локална власт издвојува 2 милиони и 6.000 денари за изработка на студија за технолошки рекреативен развој на просторот во поранешната касарна. Овој податок е дополнителна потврда дека локалната власт е конфузна и контрадикторна, без визија и сенс за просперитет и развој. На каков технолошко-рекреативен развој ќе работи доколку го оттуги земјиштето, велат од СДСМ Охрид. Го повикуваат градоначалникот да ја повлече оваа точка од дневен ред како безпредметна и неоправдана. Поставувањето на предлог програмата за управување со градежно земјиште во сопственост на општината е законска обврска и таа се носи еднаш годишно. Значи, поставувањето на оваа точка на дневен ред не е скандал, туку представува законска обврска на локалната самоуправа и воедно тоа не значи дека програмата ќе се реализира во целост, реагира градоначалникот Кирил Пецаков на соопштението на Левица и на СДСМ. Што се однесува на цената по метар квадратен, таа ја утврдува владата со уредба за висина на цената на градежното земјиште во сопственост на Република Македонија. Во табеларниот приказ, кој е во составен дел на уредбата, детално се прикажани почетните цени на државното земјиште за оттуѓување. Тоа значи дека општина Охрид нема никаква надлежност за утврдување на цената на градежното земјиште, посочува Пецаков. А во врска со соопштението на СДСМ, Пецаков им порача на советниците пред да напишат нешто, предходно да се консултираат со координаторката на советничката група, посочувајќи дека како председателка на Советот на општина Охрид 4 години ја поставувала истата точка на дневен ред. Место повеќе се бара за згрижување на децата во Охридската детска градинка Јасна Ристеска. Интересот за сместување на децата во градинка и во јасли е постојано во пораст. За прием на децата решава комисија за да обезбеди место за над 860 дечиња.
Во тек се уписите во детската градинка Јасна Ристевска. Се испраќа старата и се пречекува новата генерација дечиња. Запишани се 862 деца, а интересот за сместување на децата во градинка е постојано во пораст. Има 390 барања за сместување, а на листата на чекање за слободно место се евидентирани 120 на дечиња. Тие ќе бидат згрижени во 43 групи во 9 објекти на јавната општинска установа детска градинка Јасна Ристевска. Децата ќе бидат сместени во 5 објекти и 4 просторни објекти во Пештани, Лесковец, Велгошт и населбата Радојца Новичиć, информира Ирина Милеска, директор на детската градинка Јасна Ристевска. Да, има листа на чекање, затоа сега беше свикана и комисијата за да си направиме еден преглед колку деца можеме да примиме, колку деца ќе почекаат. Моментално чекаме да се испишат и дечињата од големите групи за да можеме да ги ставиме дечињата кои се на листа на чекање. Сега за сега се е во ред. Колкава е листата? Од прилика околу, сега бидејќи се уписиве, како што кажав, се околу 390 барања, можете околу 120 дечиња да се на листа на чекање, ама со секој едно испишано дете ќе гледаме тие дечиња веќе да ги згрижиме во градинка. Уписите во градинка се прават според датумот на поднесеното барање. Ги примаме децата за кои порано е поднесено барање, бидејќи тие подолго време чекаат за упис, вели директорката. Цената за услугата во градинката е непроменита и изнесува 1490 денари. Во пораст е интересот на родителите за користење на услугите во јаслените групи. Моментално имаме голема заинтересираност за јаслените групи. Бројката постојано се зголемува, секој ден се повеќе и повеќе имаме се поднесуваат барања за уписи во градинката. Ние како градинка ќе гледаме секој едно дете да е згрижено. Приоритет му даваме на децата со посебни потреби и нормално на самохраните родители. Мислам за нив гледаме да секојаш да излеземе во пресред. Неодамна Советот на општина Охрид донесе одлука за изработка на техничка документација за надградба на објектот на централната градинка. Со тоа ќе се реши проблемот со листата за чекање на слободно место во охридските градинки и ќе се зголеми опфатеноста на децата од предучилишна возраст. Започнаа подготовките за овогодинешното издание на Охридскиот пливачки маратон. Денеска во просториите на општина Охрид се одржа координативен состанок на кој учествуваа градоначалникот Кирил Пецаков, председателот на Советот Сашо Донев, представници на локалната самоуправа, представници на охридските пливачки клубови и представници од Пливачката федерација на Македонија. На состанокот се разговараше околу прецизирање, распределба на обврските и за формирање на организационен одбор со цел успешна организација на Охридскиот пливачки маратон. За координатор на активностите поставен е Ристе Јанковски, информираат од локалната. Приведен албански државјанин на граница поради шверц на охридска белвица. Вчера во 13 часот на граничниот премин Свети Наум, при преглед врз патничко моторно возило марка Мерцедес со албански регистарски ознаки, управувано од страна на 66 годишниот албански државјанин, во делот наменет за резервно тркало биле пронајдени 14 килограми, 160 парчиња риба охридска белвица без соодветна документација. Тој бил приведен во полициската станица за граничен премин и граничен надзор Свети Наум и предаден на полициски службеници за понатамошна постапка, информираат од МВР. Животот во Струшка, Малесија пред еден век прикажан преку изложба на фотографии. Некогаш живи села со над 1000 жители, денес целосно раселени и пусти. Целта на изложбата во организација на Центарот за култура Струга е да се овековечи културата и традицијата на селата во изумирање. Низ изложба на фотографии овековечени животот, културата и традицијата на селата во Струшка, Малесија, некогаш живи села со над 1000 жители, денес целосно раселени и напуштени. Фотографиите стари повеќе од еден век сведочат за селскиот живот, славите, дружбите, чешмите, изворите, печалбарството, живописната природа. 7 села на Караорман, Присовија низ Бажди, Ражаново, Локов, Буринец, Селци и Глобочица имаат долга и богата историја и етнологија.
Малезија денес ги преживаат можда најтешките денови досега што ги имала. Малезија почна да се празни некаде, да речем таму после веќе Втората светска војна, негдека после тоа многу малезијски села останаа празни, така да денес во Малезија скоро да не живее ни еден. Може да се избројат само неколку души на едната рака. За овој регион изработени се 3 документарни филмови. Целта е да се сочува од заборав богатото културно наследство во малезиските села. Сакавме да ги подсетиме на сите тие некогашни жители и нивните фамилии кои што сега живеат во Струга и во другите краеви на Македонија, па и надвор од нашите граници, да ги подсетиме на животот на нивните предци, на сето она што некогаш се случувало во нашата Малезија. Малезија дала многу славни револуционери, писатели и уметници. Истакнатиот македонски пианист Симон Трпчевски, кој е по потекло од овој регион, на 27 август се очекува да одржи концерт во селото Збажди. Поради подготвителни работи во врска со сценографијата за годинешното издание на Струшките вечери на поезијата, има времени измени во сообраќајниот режим во градот на поезијата. Утре, 24 август, во 12 часот, планирано е да се затвори улицата за патни возила на Кеј Борис Кидрич во Струга поради изведба на работи поврзани со свеченото отварање за манифестацијата Меридијани пред главниот влез на Центарот за култура Браќа Миладиновци. На 27 август сабота во 12 часот планирано е да се затвори улицата Партизанска во Струга поради изведба на работи поврзани со поставување на сценографијата за свеченото затварање на фестивалот. За овие планирани затварања на двете улици изготвен е сообраќаен елаборат за кој е добиена согласност од општина Струга и одобрение од СВР Охрид, информираат од Струшките вечери на поезијата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Поранешниот американски председател Доналд Трамп поднесе тужба против американската влада поради претресот на неговиот имот на Флорида, каде FBI запленила над 300 доверливи документи. Трамп бара да се именува специјален ополномоштеник кој ќе надгледува работата. Тој побарал Американското министерство за правда да му достави и детален список за предметите кои FBI ги запленило од неговата куќа. Во доверливите документи имало материјали на ЦИА, Агенцијата за национална безбедност и на FBI, известува Нью Йорк Таймс. Претресот на FBI е дел од федералната истрага за тоа дали Трамп незаконски ги земал документите кога ја напуштил функцијата во јануари 2021 година, откако загуби на председателските избори од Џо Бајден. Доналд Трамп смета дека претресот на неговиот имот на Флорида е политички мотивиран. Автобус со туристи паднал во бездна длабока повеќе од 100 метри во Перу по посетата на античкиот град на инките Мачу Пикчу. 4 лица загинале, а 16 се повредени. Двајца од загинатите туристи биле од Колумбија, а другите двајца се уште не се официјално идентификувани, соопштила провинциската влада. Меѓу повредените има 4 французи, 2 грци, канаѓани, израелци, аргентинци и перуанци. Причините за несреќата се истражуваат, а министерот за труд и туризам на Перу соопштил дека во моментот на несреќата на местото имало магла. Јахта долга 40 метри потонула во близина на Катанцаро во Средоземното море. Сите 9 патници се спасени, јавуваат италијанските медиуми. Причината за несреќата се истражува, но најверојатно била предизвикана од силното невреме, поради што јахтата не можела да се врати на брегот. Спасувањето на патниците било отежнато поради силната бура. Двајцата главни унгарски метеоролози добиле отказ поради погрешна временска прогноза. Унгарските власти го планирале најголемиот огномет во Европа минатата сабота за прослава на националниот празник Свети Стефан, а требало да се слави 1 милениум од унгарската држава. Меѓутоа, 7 часа пред закажаниот старт на манифестацијата, истата била одложена поради најава на екстремни временски услови, силен ветер и бура. Но небото останало мирно, што предизвикало бурни реакции кај политичарите и отпуштање од работа на главниот метеоролог на Државната метеоролошка агенција и неговиот заменик.
Од Националната метеоролошка станица објавиле и официјално извинување, во кој истакнале дека непредвидливоста е постојан фактор во метеоролошката дејност. Прославата е презакажана за 27 август. Со вестите од светот го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно.